Господине Канзуров, зошто Бугарија се вмешува сега во ситуација кога Грција и Македонија имаат конфликт? Овие изјави на Прванов не се случајни, па средба тројна можеби ќе уследи во Грција која не е потврдена. Зошто однаш Бугарија толку почна да го нагласува националните чувства, јазикот и дека тоа ќе влие така директно на Бугарија, дури и територијата може да биде загрозена? Па искрен да бидам, тој дел од изјавата на господин Прванов за територијата не е баш најсреќна формулација од негова страна. Но јас не сум тука во ова студио како адвокат на Прванов или на бугарската држава. Прво, нивната политика е проблематична со самото тоа што имаат еден шарлатан и трчи лажи за министер за бугари во диаспората. Тоа е господинот Божидар Димитров, кој што наскоро во Софија ќе одговара на суд за клевета против мене. И сметам дека лица како Божидар Димитров се просто на нечи далечински управувач, за да има постојано тензии меѓу Бугарија и Македонија, затоа што тој бугарската гледна точка во однос на историјата ја представува на највулгарен и најпримитивен начин. Тоа не е случајно ставен за министер. Зошто таков министер во време? Па јас сметам дека поставувањето негово за министер е, како што и кажа во една изјава за едно списание македонско, најуспешен трансфер на старите тоталитарни комунистички служби кои што порано служуваа на Москва. Зборувам за бугарската политика, затоа реков не е случајно ставен. Има ли Бугарија намера тогаш да ги носи? Па тоа јас би реков неговото ставање на тоа место повеќе е намера на Грција и на Србија отколку на Бугарија. Значи Бугарија ги послушала Грција и Србија? Па некои структури таму наивни или можеби намерно се сообразуваат со таа политика Македонија постојано да биде изолирана кон Албанија, Косово и Бугарија, и Божидар Димитров е идеален бидејќи неговите простачки изјави секогаш создаваат бугарофобија тука.